Почитувани, на денешната седница Централниот одбор на СДСМ ја разгледуваше актуелната економско-социјална и политичка состојба во Република Македонија и оцени дека економско-социјалната состојба на граѓаните секојдневно се влошува. Сиромаштијата се продлабочува, покачувањето на цените на нафтените деривати, струјата и парното ги руши сите рекорди и предизвикува дополнително поскапување на сите животни продукти. Приватниот сектор, стопанството се соочува со огромна неликвидност, бидејќи се гуши во долгови кои најчесто не им ги исплаќа владата и јавните државни предпријатија. Владата продолжува со непродуктивното трошење на народните пари. Не сака да се откаже од делот на акцизата, за да се намали цената на горивата, но затоа не и паѓа на памет да се откаже од набавката на нови возила за министрите. Владата не се откажува ниту од својата обсесија, барокот и мегаломанскиот проект Скопје 2014. Продолжува со безмилосното трошење на буџетските средства за споменици, дури пари ќе се трошат и на нова барокна фасада на владината зграда. Најавите за евентуална продажба на државните електрани, ЕЛЕМ, дополнително ги вознемирува граѓаните и приватниот сектор. Од друга страна, владата остана глува на пакетот на СДСМ од 27 економско-социјални мерки кои представуваат неопходни, многу конкретни политики за граѓаните и фирмите да можат достоинствено да ја преживеат 2012 година. Политичките процеси и на внатрешен и на меѓународен план дополнително се усложнуваат. Политичкиот диалог помеѓу власта и опозицијата за стратешките приоритети на државата не постои. Периодичните меѓуетнички тензии ја загрозуваат довербата на граѓаните во искрените намери на државните институции вистински да се справат со инцидентите. Во исто време, власта сакајќи да ја сокрие својата немоќ, без идејноста да се справи со катастрофалните и негативните економско-социјални трендови, се обидува со наметнување и злоупотребување на одредени теми, како промената на улиците и илустрацијата, да го отргне вниманието на јавноста од економската мизерија во која ја втурна земјата. Новите пазарења во владеачката коалиција, кои резултираа со промена на имињата на улиците во главниот град, прослава на 100 годишнината од албанското знаме во 2012 година со буџетски средства, ги продлабочуваат внатрешните поделби во македонското општество. Македонската демократија од сите можни аспекти се повеќе назадува. Владеачката партија упорно ги негира одлуките на Уставниот суд, продолжува да форсира улична лустрација, која треба и понатаму да служи единствено како алатка за пресметка со политичките неистомисленици. Земајќи го сето ова во предвид, Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на денешната седница заклучи: Република Македонија заради погубните политики на актуелната власт се движи во погрешна насока, при што во континуитет се предизвикуваат катастрофални и во одредени области тешко поправливи последици. Република Македонија се соочува со огромен предизвик, каде за сите одговорни и загрижени за националните и државните интереси станува неопходност во втор план да се стават идеолошките и партиските разлики, да се заборават суетите, несогласувањето од минатото и целокупниот опозицијски потенцијал да се стави исклучително во интерес на Република Македонија и граѓаните. Од тука Централниот одбор на СДСМ дава максимална поддршка на идејата за проширување на опозицијскиот фронт. СДСМ ги повикува сите поединци, невладини организации, синдикати, еснавски здруженија, заеднички да се здружиме и да ги сопреме овие погубни политики на власт.